Лекарите предупредуваат да не се претера со храната за време на великденските празнувања. Ова особено важи за верниците кои завршуваат со великденскиот пост. Оние што ги постеле сите пости треба посебно да внимаваат заради тоа што организмот е навикнат на таа постна храна и тешко ќе ја приме мрсната храна ако е во голема количина. Значи, тоа јајце што го јадат на ноќта после 12 часот, до уште едно или две најмногу и внесувањето на храна, на мрсна храна треба да биде постепено во наредните денови за да се навикне организмот, да ги обнови ензимите кои што ги нема и за полесно да ја вари храната. Какви се проблеми може да предизвика прејадувањето? Од желудечни тегоби, од тегоби во врска со жолчката, која што ќе лачи повеќе за да ја свари таа храна, а која што во изминатиот период била малку намалена, до воспаление на внатрешните органи како што се панкреас или жолчка, тоа се веќе поозбилни заболувања. Значи секогаш ако се јави силна болка во стомакот, треба да се консултира доктор. Колку може дневно да се консумираат јајца, а при тоа здравјето да не биде нарушено? 2 до 3 јајца дневно максимум се однесува за здрав организам. Ако е болен организам, поврзан со органите за варење, дали е млад или стар, исто е ограничувањето. Какви последици се можни од прејадување со јајца? Прво предизвикува проблеми на желудникот. Значи, ако е за кратко време изедена голема количина на јајца, знаеме да правиме и лаважа, значи за да го ослободиме желудникот од вишокот на јајца, да се исповратат тие, за да му се олесни на желудникот. Освен тоа, спомнав, жолчката и панкреасот може да настрадат. Затоа лекарите апелираат во престојните денови на великденско празнување најдобро е умереност во консумирањето на храната и пијалоците, особено алкохолните.